Бесим добар ден, благодарам што сте дел од Агенда 35. Благодарам за поканата, Катя. Ќе почнеме со вчерашната изјава на амбасадорот, на холандскиот амбасадор, до Ахмети лично, дека во последните 2 години имаме постојан пат во владењето на правото, нешто што ја загрозува и европската перспектива. На некаков начин има една коинциденција, или веројатно не е коинциденција, толкому да се совпаѓа овој пат во владењето на правото со формирањето на владата на Ковачевски или на некој начин со формирањето на проевропскиот блок. Па не е ли иронично од моментот кога државава доби проевропски блок, европските перспективи да бидат загрозени? Сега, тоа е европски блок само наречен, бидејќи они така се ословуваат, односно себе си се нарекуваат. Меѓутоа да се вратиме на изјавата, мислам дека не е прва изјава од еден амбасадор, дури не е од овој амбасадор, меѓутоа индикативна и иконографијата, односно сценографијата во која што се е дадена изјавата, тоа е во состанок тет-а-тет со председателот на ДУИ Али Ахмети и од страна на холандската амбасада е објавено на социјалните медиуми без при тоа ДУИ да објави своја информација. Тука се, ако ги собереме сите овие елементи, пораката е многу јасна. Прилично не дипломатски. Не дипломатска, меѓутоа тоа е веројатно малце типично и за овој холандски амбасадор, не е, како што реков, прва таква порака. Малце, и холанѓаните се малце подиректни, да кажеме, меѓутоа, значи, постои еден континуитет. Вчера ова беше, нели, кажано во апропо оваа политичка ситуација која што ја опиша Кате, значи една јасна порака дека ако ова е европската агенда и европскиот блок, ова е воопшто не европски од тие носители на таа идеја, значи ако Европа е исто со партизација, влијание врз судство, вработување по секоја цена на собствен партиски кадар во институциите, третирање на институциите како партиски плен, и така натаму, тогаш ова не е Европа. Ова не е европски и нели Холандија е член на Европската унија и ги промовира тие вредности, не ги препознава во оваа делување. Мислам, зборовите се едно, меѓутоа делувањето практично е сосема на друга страна. Така, имаше дури и најава дека ќе има сериозна реакција од самата холандска влада доколку се продолжи со мешањето во судството. Можеме ли да очекуваме ново вето, овој пат од Холандија, на тема владење на право? Апсолутно е возможно. Јас мислам дека доколку не се смени драстично односот на партиите кон судството и целата тема на владење на правото, тоа е известно. Вие гледате дека Холандија и Австрија во еден друг контекст токму имаат забелешки на степенот на владење на правото во Романија и Бугарија апропо нивното влегување во Шенген, па го користат ветото. Веќе 3-4 години замислите како ќе биде во однос на една земја која не е членка на Европската унија, аспирира да стане тоа, како што е Македонија. Мислам дека во вакви околности они најавуваат дека ќе има вето. Да, многу директно тоа беше споменато. Реакцијата дојде по обидот за влијание во Врховниот суд, конкретно врз председателката Беса Адеми. Меѓутоа, ако се анализира што стои зад тоа, стои еден обид да се вратат на сила амнестиите на Иванов, за да може Груевски да се врати во Македонија. Колку ова сценарио сега после ваквата остра реакција, очигледно на Холандија не се допаѓа идејата Груевски да биде вратен дома и да биде амнестиран, колку неговото враќање мислите дека е воопшто известно или неизвестно? Па мислам дека Холандија затоа што кога има владење на правото, не ги менувате законите онака како ви одговара за да амнестирате бивши политичари, тоа е обратна порака од тоа што сакате да ја направите, затоа што ви користи во дадениот момент и се уклапа одредени политички калкулации, што претпоставуваме случај сега.
Не е тоа духот на владење на правото. Влијанието, односно начинот на кој што се одвива оваа операција, упатува на тоа дека некој од судиите, односно некој од високите судски ешалони не се согласува со таквото делување. И замислете, решил да се ја врши работата како што и затоа ние знаеме за случајов. Затоа ова станува јавно. Инаку да се сложеле, немаше да седиме денеска и да правиме муабет за оваа тема, што упатува на систем. Значи, колку пати замислите тоа се случува без да јавноста дознае, бидејќи сите вклучени страни се договараат. Сигурно тоа да случи. Нископрофилни случаи на криминал или корупција. И тоа е некој модус операнди. Од тука ја гледам реакцијата на меѓународната заедница повеќе отколку дали ќе се врати Никола Груевски или нема да се врати. Бидејќи ако така го третираме правниот систем, тогаш мислам дека го ставаме под знак прашалник целиот наш декларативен напор да изградиме од ова општество една солидна европска демократија. Не, европските демократи не менуваат закони за да амнестираат луѓе кои што се во прогон, посебно не бивши политичари. За да може да се ги зголемите шансите на избори. Односно да парирате на другата страна. Тоа не се доволно добри причини, тоа не е јавен интерес и тоа не е карактеристика на една земја во која што владее правото. Да, но неговото евентуално враќање навистина би поматило некои сметки на опозицијата кај нас. Очигледен е еден голем хаос на политичката сцена. Тешко дека се знае во овој момент кој со кого игра и кој како ќе настапи на изборите што следуваат. Како ја цените целата политичка слика кај нас во моментот? Секако катено тоа е политичка калкулација. Ова се конјунктурни моменти, односно потреби на политичките партии кои што не треба да бидат над некои принципи на владење на правото. Инаку тогаш што ќе ни е правото? Се разбира дека доаѓањето на Никола Груевски, односно враќањето на овој начин би направило одредени промени на политичката сцена. Тука е нели партијата на градоначалничката Арсовска што е во најава. И некои нови партии во најава. Значи секој пат ова е, сум кажал и во друга прилика, ова е добра сезона за создавање на политички партии. Кои што се обично со инстант употреба, се појавуваат на избори, прават некои резултати, потоа се приклучуваат на поголемите политички партии. Тоа е до сега случајот во овие 3 декади, меѓутоа мислам дека како период е добар период да се почнат такви нови проекти, бидејќи ќе има нели ново делење на картите, веројатно многу поинаква конституција на владата и многу незадоволни од едниот блок на гласачи, апатија во еден друг блок на гласачи и така натаму и така натаму. Тоа се ситуации кај што има простор за нови опции, барем на кратко ниво. И тоа го гледаме сега. Мислам дека ќе има поголем број на политички партии кои што ќе добијат пратеници сега во новиот парламент отколку во изминатиот. Ке се навратиме на апатијата, она што го начнавме како владењето на правото како принцип и сите други вредности за кои што се залагаме за градење на современа и модерна европска демократија, се во ризики во самите партии. Од сите од оваа наезда и на нови партии и партиички кои што се во најава, не гледаме дека некаде навистина има систем кој што би се борел против партискиот клиентелизам, пропагиран или формиран од големите партии, но потоа како принцип или модус операнди проширен низ целата политичка сцена. Колку е важно самите партии да се реформираат и односот со своето членство, со своите поддржувачи да излезе надвор од правилата на клиентелизмот чисто. Мислам дека внатре партиите не се демократизирани. И тука дури не постои лојалност кон партијата. Некои го користат терминот султан партии. Тоа се лидерски партии во кои што дури и пратениците го должат својата партиска позиција, односно пратеничка позиција на одлуката на лидерот. Не поминува еден процес кој што би бил органски, нормален,
од базата кон надвор, така да Па да лојалностите излезат најдобрите, најквалитетните. или граѓаните да ги изберат преку некакви отворени листи. Редоследот го детерминира лидерот на партијата по собствен субјективен критериум, кој што најчесто е критериумот на лојалност према него, лична лојалност, и затоа нели ги имаме овие ситуации да всушност многу мал број на пратеници познаваме, бидејќи тие, значи, во некои поранешни парламенти имавме помаркантни фигури кои што Сите биле личности со свој став, таков или таков. мал е бројот на денешниве пратеници кои можеме да ги кажеме со име и презиме или да ги препознаеме на улица, токму поради овај факт. И ги знаеме само партиските лидери и веројатно еден ешалон околу партиските. Во својата одбрана, најголемата партија во албанскиот политички блок, секогаш кога ја нападната или соочена со индиции за криминално действување, дел од својата одбрана ја базира на така наречена албанофобија, обвинувајќи дека критиките се темелат токму на тоа. Но факт е дека не секогаш одговараат, некогаш и воопшто не одговараат на индициите за криминал. Има ли простор тука за такво објаснување, за албанофобија, и колку мислите дека меѓуетничките односи се нарушени, или сметате дека народот не ги голота овие приказни? Видете, кога ќе ве обвинат дека сте корумпирани, треба да одговорите на тоа дали сте корумпирани или не. Тоа е да се браните со факти дека тоа е невистина. Дали е албанофобија или не е албанофобија е сосема друго прашање. Значи, тоа би ги разделил тие две прашања, тоа зависи од кој напаѓа и на кој начин. Меѓутоа тие не се Има албанофоби кои што напаѓаат. Има и албанофоби. Ја кријат својата албанофобија преку Апсолутно, значи не сакам тие да ги разделиме логички тие две прашања. Има и албанофоби, има и не албанофоби. И на кој спин, и на кој менување на темата. Апсолутно. Каква е ситуацијата во албанскиот политички блок? Гледаме доста превирања. Не знаеме се уште Таравари и неговата партија како ќе се позиционира? Мислам дека имаме солидно организирање на втора политичка опција во овој момент, која што се консолидира и во кој што очигледно учествуваат три партии, од која едната е нова, водена од господин Изет Меджити, другите две се БЕС и Алтернатива, кои што постојат извесен период. Они се зацртуваат како јасна опозиција на ДУИ. Мислам дека ДУИ има одреден страф од нивните перформанси на следните избори. Се чини прв пат е вака загрозена победничката позиција. Па го гледате, ако го посматрате начинот на кој што делува, односно изјавите во јавноста и на господинот Ахмет и неговото одење по телевизиски студија кои што не се типични за него и во Македонија, меѓутоа и во Албанија, во последниот период се осеќа дека постои страф и истовремено и неговите чести посети на господинот Таравари, во кој што најверојатно му нуди соработка на престојните избори, сето тоа ако го собереме, известно е дека и ДУИ го гледа на ова како на известна опасност за своите позиции по парламентарните избори. Ја спомнавте алијансата на албанците, сега има различни анкети. Не сакам да се задржувам на една или на друга, меѓутоа воглавно анкетите покажуваат дека доколку алијансата се приклучи на опозициониот блок, онаков каков што е сега, скоро известно станува дека тој ќе победи на следните избори, односно ќе има релативно поголем број на гласови од ДУИ. Тоа може да влијае некако и на безбедносната состојба. Гледаме дека насилнички упади не се туѓи на партијата кога е соочена со губење на своите позиции. Може и така да се посматра, нели не? Одредени ситуации кои што се случуваат овој месец упатуваат на можно ескалирање на конфликти
ДУИ е многу долго на власт, има солидна политичка база, еден дел од нив се клиенти на ДУИ, еден добар дел од нивните гласачи и тука можно е да се случат различни потреси. Да, од друга страна има најави за заеднички листи на СДСМ и на ДУИ. Колку тоа мислите дека ќе помогне на СДСМ? Таму има едно мислење дека тоа им е спасот од губење на власта, меѓутоа после вчерашната изјава на холандскиот амбасадор имам дилема дали би бил паметен потек за зачувување на позицијата. Не, како се вели, не е се уште решено. Мислам дека тука се ломат копијата. Не сум сигурен дека на ДУИ и одговара во овој момент коалицирање со СДСМ. ДУИ сепак стои релативно подобро од СДСМ кај своето гласачко тело. Идејата за Европски фронт е тој начин на кој што би можеле 1+1 да биде 3, меѓутоа со оглед на настаните и случувањата не сум сигурен дека таа идеја ќе биде многу лесна како наратив да се продаде на одредено гласачко тело, на кој што целат овие партии. Сепак стратезите на ДУИ и на СДСМ ќе проценат што е добро за нив, меѓутоа колку што можеме да видиме целиот наратив за Европски фронт не е баш многу прифатен од јавноста, односно од гласачите, како извесен, посебно во ситуација каде што гледаме скандали, неевропско однесување. Ако сакате таква порака да пратите, односно таа порака да биде веродостојна, треба малце поинаку да се однесувате од тоа како се однесуваат партиите во владеачката коалиција. И тука има предоцна за тоа. Расчекор меѓу однесување и порака. И порака. Најголемата опозицијска партија пак ВМРО ДПМН, иако во последниот период е зафатена со пресконференции на кои што обвинува за криминал и корупција, ние кои што поодамна следиме политика, знаеме и се сеќаваме на нивното владење. Гледате ли таму суштински промени во менталитетот и во начинот на поимање на политиката и политичката моќ? Да бидам искрен, не гледам. Значи, СДСМ и ВМРО во овој момент се наоѓаат во фаза на негативни кампањи. Првенствено се занимаваат со тоа колку лоши се другите, односно противниците. Кој е поголем криминалец? Кој е поголем криминалец? И таа е, се уште немаме видено програмска понуда, меѓутоа со оглед на фактот дека ВМРО ДПМН е сепак се нема јасно, недвосмислено откажано од политиката на Груевски. Они се имаат веќе откажано од Груевски како политичар, меѓутоа тоа е не и од негови соработници. Гледаме многу блиски луѓе на Груевски кои што се уште во... Да, за да кажам, нема јасна отворена критика на владењето на Груевски. Значи, они не се дистанцираат од периодот 11 годишен во кој што Груевски владел, напротив имаат праќаат пораки дека е тоа реперот на владење и тоа значи дека нема суштински промени во односот на пристап. Дури сега дали на тоа ќе се навратат во кампањата, ќе видиме кампањата е пред нас. Да, ќе биде интересно да се следи. Со сите овие елементи намаса, мислам дека очекувани се бројките на луѓе кои што се апатични, луѓе кои што велат не сакаме да гласаме, и затоа и на сите анкети кои да земете најпопуларен политичар е никој. Никој, да. Значи ова е сериозен проблем. Како го гледате ова јадро кое што е 40-50% од населението, некаде и 60 на некои анкети, и како до нив да допре политичката порака кога тие веќе имаат сосема изгубено верба во политиката како доктрина? Или во корисноста на политичкиот процес за решавање на сопствените проблеми. Изборите како процес во кој што е значаен за нивните животи. И мислам дека веројатно тоа е стратегијата сега на партиите, како, бидејќи сите ги знаат своите таргети, одредени гласачи, мал е бројот на гласачи кои што преминуваат од една во друга страна, меѓутоа гласачите обично или се мотивирани или не се мотивирани да гласат за сопствената страна, односно за тој
кои што е во некоја зона на комфорт за да заокружат на изборен ден. Мислам дека тоа ги менува резултатите и 2016 и 2020 година, кој успее повеќе од собствените таргет гласачи да ги извади на денот на избори, извади она фигуративно, некако Јанкуловска. Не на тој начин. Односно да ги одоброволи да учествуваат во политичкиот процес, таа страна победува. Мислам дека опозицијата има по моментов подисциплинирано тело. Кога ги гледате изборните резултати, компаративно они има проблем 2017 на локалните избори да извадат доволно гласачи, бидејќи беа депримирани, имаше ситуација на апатија кај нивното избирачко тело. Меѓутоа, од тогаш избирачкото тело на СДСМ станува апатично. Како резултат на тоа дури може да ги видиме резултатите на 2021. Значи, кандидатот на ВМРО за градоначалник на Скопје победи добивајќи помалку гласови од својот претходник. Меѓутоа, падот кај гласачите на СДСМ беше драстичен и драматичен и тоа овозможи да кандидатот на ВМРО ДПМН сегашната градоначалничка победи. Сам дека тој тренд продолжува, ако не се зголемува, ќе биде навистина тешко за партиите на власт, посебно за СДСМ, да го соберат собственото избирачко тело. И тука ги гледаме и некои од новите партии кои што се креираат, а кои што се од кругови блиски на СДСМ, дека се обидува да искористат дел од таа ситуација. Точно. Интервјуто би го завршила со малку поширока тема, тоа е за состојбите во ЕУ. Точно е дека нашата примена и на владењето на правото и на сите европски принципи се загрозени, што би рекол холандскиот амбасадор, но точно е дека и самата ЕУ е во моментов во една своевидна внатрешна криза, особено од аспект на толеранција на недемократски тенденции во име на некаква стабилност. Гледаме повампирување на фашизмот на европското, гледаме раст на радикалната десница, дури во една Германија што е навистина страшно. Радикалната левица исто оди рака под рака со ова. Како сите овие процеси влијаат врз подривање на довербата дополнително во ЕУ како идеја и во незината сушта? Проширувањето на ЕУ и функционирањето на ЕУ одат рака под рака. Значи, зголемувањето на интеграциите е всушност зголемување на идејата за една Европа, а проширувањето е оди во ист правец. Значи, една Европа во која што има поголема територија, повеќе земји, во насока на креирање на едно општество, зголемување на степенот на интеграциите. Кога нема апетит за едното, нема апетит ни за другото. И сега се наоѓаме во еден период во кој што се кршат копијата дали има апетит за зголемување на степенот на евроинтеграција. Некаде има, факт е, но не секаде. Меѓутоа, сепак тоа 27 земји. Европската Унија не е најпопуларниот проект во голем дел од тие земји, бидејќи посебно во некој од нив каде што се бележи раст на радикалната десница, односно на популистичката десница, они гледаат во Европската Унија како еден извор на дестабилизација на собствените традиционални општества и така натаму и така натаму. И тоа се гледа од изборните резултати во земји како Холандија, за кој што зборевме до сега, па и Германија, каде што АФД веќе втора политичка партија, има 20 и нешто проценти, веројатно нема да е лесно да стигне на власт, меѓутоа самиот факт дека има толку голем рейтинг ги става под лупа и на другите, условно кажано, мејнстрим партии, они мора да се ги прилагодат малце политиките во однос на тоа. Тоа е ситуацијата во Европската Унија. Мислам дека изборите годинава за Европскиот парламент, според сите анализи, ќе значат одење кон десно,
Значи, новиот Европски парламент ќе биде подесен од сегашниот, колку подесен во однос на радикалната десница или во однос на мејнстрим десницата ќе покаже времето. Во тој контекст политиката на проширување е исто така во едно, се вика, во некој вакуум. Се разбира, Европската комисија и Европската унија, Европскиот совет не се откажуваат од идејата дека Западниот Балкан и Украина, Молдова еден ден ќе станат членки на Европската унија, меѓутоа од тоа до станување на Европска унија ние сме веќе 20 години во процес. Ова е некое лимбо во кој што ниту ние гледаме голем напредок, ниту пак они се сигурни дека кога би направиле порадикални чекори во практична смисла дека тоа ќе биде добро за нив. Благодарам многу за пораките и за интервјуто. Ќе биде ова интересна година политички и дома и геополитички, па ќе следиме и верувам дека ќе се видиме повторно. Задоволство ми беше, благодарам за поканата.